Поради недостаток на основни услови за учење во старата зграда на приградското училиште Никола Каре во село Норово, општина Крушево, каде што учат 145 ученици. Жителите самоиницијативно изградија нова училишна зграда. Жителите велат дека за време на изградбата полицијата ги запрела градежните работи и донела одлука дека новата зграда ќе биде урната поради недостаток на градежна дозвола од институциите. Револтираните жители денеска протестираа пред училишната зграда и побараа институциите да ја легализираат новата зграда да ја дозволат функционирање како училиште. Апелој дерите të gjithë funksionarët që janë organet kompetente që kjo punë të marrë fund, të jipet një dimenzion për legalizim të objektit dhe të kompletohet ashtu siç duhet. Nëse mundet shteti ta kompletue në rregull, nëse jo në ti qytetarë siç u ka jek me vite të tëra edhe në ti lanë qytetarët iniciativën që e kanë fillu vetë ta mbarojnë. Krejt fshati i tanë, të gjithë qytetarët të këtij fshati kanë iniciativë që të ndërtohet. Nëse duhet të burgosen, ne të burgosin të gjithë. Ditët të fundit asëm në probleme me komunën, me policinë. Vinë e ndërpresin ndërtimin. Neve jo që nuk kemi kërku nga fillimi leje ndërtimi. Mirë po komuna na u përgjigj, fshati nuk është i urbanizuar edhe nuk mundi mi tapim leje ndërtimi. Според градоначалникот на Крушево Томе Христоски, 90% од зградите во селата на оваа општина се без урбанистички план, вклучувајќи ја и старата училишна зграда каде што учениците моментално посетуваат настава. Според него од владата ќе се бара да се легализира објектот што веќе е изграден, а потоа доколку инспекторатот одлучи дека ги исполнува условите, тој ќе функционира како училишен објект. Тоа е факт во цела општина, каде што 90% повторно нагласувам од објектите и дел од јавните објекти се слободно можам да кажам затекнати како дивоградби, односно се поставени на земјиште на Република Македонија и тоа треба да го справи. Ова е системски проблем, односно проблем на цела држава. Решението е легализацијата оди со информација од општина до влада. На седница се разгледува таа преку народен правобранител да се најпрво да се легализираат објектите, а потоа и да се стават во својина на општина Крушево, односно општината да располага со имотот од државата. Ние нема да дозволиме рушење на ниту еден објект, се додека не се реши овој проблем. Ова сакам да го дам до знаење и на граѓаните и на државните органи кои веќе се во функција, не знам на кои и од кои побуди, меѓутоа ќе застаниме во интерес, повторно ви кажувам, на граѓаните да овие објекти бидат легализирани и стават потполно во функција на децата, учениците. Според жителите на село Норово, децата ќе ја бойкотираат наставата се додека не се реши овој проблем.